Еве сме назад во вториот дел од утринската емисија. Пред да започнеме со разговор со нашите денешни гости, предлагам да ги погледнеме прилогот кој го подготви мојата колешка Ања Василева по повод одбележување на Светскиот ден на волонтерството. Голем број на велешани со волонтерството ја покажуваат својата хуманост и ја исполнуваат својата мисија која секој од нас треба да ја има, а тоа е да оставиме нешто убаво зад себе. Придонесот на волонтерите не само што го подобрува животот на ранливото население со кое работат, туку го подобрува и животот на волонтерите и нивните заедници. Ова го нагласи председателот на Црвениот крст на Република Македонија, Милчо Трајковски. Тоа е светски ден на волонтерите, значи се одбележува низ целиот свет, се одбележува 190 национални друштва на Црвениот крст. Ова е денот кога се сака да се укаже на значењето и местото на волонтерите во рамките на средините во кои што делуваат. Значи тоа не е случај само со Македонија, туку со сите држави во светот. Волонтирањето, појасни председателот на Црвениот крст, се случува на локално ниво, со цел националното друштво да може ефективно да ја мобилизира заедницата. Оно што е добро тоа што имаме голем број на млади луѓе, значи луѓе од средните школи кои што доаѓаат во Црвениот крст и сакаат да волонтираат. Оно што е проблемот е што после тоа тие луѓе понесени од своите обврски по факултетите на некој начин малку се пасивизираат во тој дел, за да потоа па се вратат. Значи бројот на волонтерите е зголемен. Црвениот крст на Република Македонија има 3400 активни волонтери и над 7800 регистрирани членови и една од најголемата хуманитарна организација во државата. Ете го погледнавме прилогот по повод одбележувањето на Светскиот ден на волонтерите. А за подетално да ни раскажат како го одбележаа во нашето студио се Елена Бачева, Ана Трајковска и Лили Стојанова, волонтери во Црвениот крст во Велес. Добро утро и добро ни дојдовте во нашето студио. Се надевам се чувствувате пријатно. Па предлагам да започнеме со разговорот. Ете Елена, јас прво тебе ќе те прашам. Ден по одбележување на Светскиот ден на волонтерите. Како го одбележавте овој настан вие вчера? Па, како што веќе знаете, 5 декември е Светски ден на волонтерите. Вчера имавме една мала пригода каде што го одбележавме и беше проследен со повеќе, како имавме една мала ликовна галерија, проследена со многу слики од активностите на младите во Црвениот крст, кратко видео кој исто така беше промотор на нашите активности и на сето тоа досега што се случувало и нашето движење. Присуство зема младите од Црвен крст, волонтерите, председателот на Црвен крст, подпредседателот, општината кој што ние имавме добра соработка со нив, дел од основните училишта и така. Каде се одржува настан? Во лековниот салон. И нешто подетално да ни раскажеш за тоа како го одбележавте? Какви активности имаше вчера на тој ден? Епа, имавме кратко видео, како што веќе ви кажав, кој беше промотор на нашите активности, каде што се кажуваше подетално за движењето на Црвениот крст и мисијата на Црвениот крст која е да го спречи човековото страдање. Исто имавме и галерија, каде што луѓето можеа да ги видат сите слики, активности што сме имале претходно, што се случувале, да бидат подостапни за нив. Колку време постои општинската организација на Црвениот крст во Велес? Уште со самото движење на Црвениот крст е започнато во Македонија, поточно е започнато пред 2006, значи до 2006 година биле организирани како подмладок, имало поразлични групи на действување, било подмладок на Црвениот крст и биле насочени кон организирање на само неколку активности календарски на одбележување на крводарителството и првата помош. А понатаму, после 2006 се формирале клубови на млади, како што сме и ние денес. Па тогаш сме навлезени малце покомплексно во структурата на Црвениот крст и денес сме младите, сме главна движечка сила во поголемиот дел од активностите, во дел од комисиите имаме членови од координативно тело и слично. Колку време сте вие волонтери на Црвениот крст? Ајде да ни раскажете мал дел од тоа сите. Ајде, јас ќе почнам. Јас сум волонтер во Црвен крст веќе 4 години. Активно се вклучувам на секое поле, каде што можам, исто така сум лидер на клуб на млади. И се надевам дека со сето моје време и посветеност ќе останам уште долго.
Јас сум во Црвен крст веќе 2 години и сум вклучена во повеќето проекти што ги правиме. Исто, јас сум од прилика 2 години. Во овие 2 години сум исто така вклучена активно во сите активности и проекти што се правени од страна на Црвениот крст. Кои се вашите полиња на дејствување? Да ни раскажете малку. Ние действуваме на повеќе полиња, како што се прва помош, дисеминација, служба барање, социјално, хуманитарно дејствување, здравствено, превентивно дејствување и многу други дејствувања. Пример, која е вашата задача, малку да ни раскажете подетално активностите што ги правите, што ги спроведувате во Црвениот крст. Не мора, мислам, може сите да кажете дел од тоа. Имаме повеќе календарски активности, како денот на ситата, денот на гладта, недел на зависности, денот на волонтеризмот, на светскиот ден на Црвениот крст и многу други календарски активности, но сите овие активности ние ги одбележуваме на различни начини. Секогаш сме исполнети со повеќе идеи. Најобично имаме штандови, организираме театарски представи и слично. Ајде, Еве Лили, да ни кажеш која е вашата најголема цел како волонтери на Црвениот крст? Моја најголема цел, мислам и на Ана исто така, дека помогнавме на 5-члено семејство, им решивме еден голем проблем и ми облаживме нивната иднина на поголем степен. Ајде, Да, тоа е точно. Тоа е и моето најголемо достигнување. Многу е убаво чувството кога знаеш дека на некој животот е поубав ради тебе. Да, јас тука би можела целосно се согласам со нив, бидејќи мене искрено најголемо достигнување и најголема цел во Црвен крст ми се сите насмеани лица, кои што откако сме успеале да помогнеме или дел од тоа да им решиме нивна човечка судбина, да добиеш искрен благослов од срцето на некој човек што навистина имал проблем е големо достигнување како личност. како тие се чувствуваа? Ева да ни раскажете малку подетално за тоа. Што се однесува до луѓето и Да, нивните тоа си зборови кои допираат до нас, со насолзени очи се заблагодаруваа, беа неизмерно среќни и едноставно тоа е нешто што може само да се доживее, да се види, бидејќи таа среќа во нивните очи беше наш чин, наш медал, што ние сме го постигнале тоа. Добро. Колку волонтери има во Црвениот крст? Ајде малку да поразговараме и за целиот ваш тим кој што стои зад Црвениот крст. Ајде, Лили. Во Црвениот крст имаме отприлика 30 волонтери, но од различни возрасти, но бројот секогаш варира. Додека тимот е од вработени на Црвениот крст, координатор на млади и лидер. Но имаме исто така волонтерите. Да. Волонтерите се во најголем број најзастапени. Тука сме секогаш да им помогнеме на луѓето на различни начини. Ајде малку да поразговараме за овој тим. Дали вие се покрај активностите се дружите и приватно, можеби? Да. Како Дружбата функционирате? е неизоставен дел од секојдневието и кога си дел од Црвен крст. Мислам дека тоа е познат поем меѓу младите, дека имаме добри дружби, пред се, кога сме на пријателска база, подобро функционираме, се надополнуваме, па во склоп на тие дружења произлегуваат нови активности, се раѓаат нови идеи кои се покреативни и можеби и поуспешни. Може ли да не раскажете кој, например, еве, покрај тоа што правите некои активности во Црвениот крст, еве, дел од вашите средби, кога имате средби, дали е тоа секојдневно или можеби неколку пати во неделата се среќавате? Па поради тоа што сме, како што веќе кажавме, сме од различни групи на возрасти и имаме нели поразлични обврски, гледаме тоа да биде или еднаш неделно или се собираме ако има потреба повеќе пати. Да, и во текот на неделата правиме состаноци на кои се дискутира, има дневен ред, точки за дискусија и слично. Каде се наоѓа точно Црвениот крст, еве да им кажеме на оние кои што не знаат? Кај Стар мост, поточно, се наоѓа Црвениот крст, општинската организација, одма кај Скаличките. Да, готово. Да. Во Велес. Да. Точно. На какви се, еве Елена, тебе ќе те прашам, на какви проекти се работите? Да споменеме еден од поважните, како започнавте и која е нивната цел, еден од поглавните проекти? Црвен крст работи на повеќе проекти кои се и на локално и на државно ниво.
Значи имаме грижа на стари лица, проект кој се спроведува веќе неколку години и е финансиран од Австријски Црвен крст. До неодамна се одржуваше и од Евана. Имаме проект за млади и деца со посебни потреби, каде што исто така тој трае околу 5-6 години, каде што ние имаме секојдневни активности, се дружиме со децата и на некој начин им ја подобруваме социјализацијата. Имаме и безбројен вид на програми како што е Црвен крст во акција промоција на хумани вредности која се одржува на републичко ниво и Црвен крст рутина која е иницијатива потикната од младите на општинската организација на Црвен крст Велес. Ајде малце повеќе да ни објасниш за тие проекти. Епа Посебно тој на републичко ниво. Како го одбележувате и како действувате? Црвен крст во акција промоција на хумани вредности е програма за регрутирање на волонтери која секоја година се одржува во ист период. И имаме еден дисеминатор кој ги предводи сите активности и неколку тимови, отприлика кои се состојат од 5 луѓе, значи севкупно имаме околу 30 на волонтери кои минат низа на обуки пред да дојдат да се соочат со активностите на терен и потоа обучени одат наоѓаат цел, значи некое семејство каде што им е потребно или не мора тоа да биде семејство, дали може тоа да биде нешто на општинско ниво или слично. И со тоа преземаат низа на активности и на тој начин можат да ги осознаат целите и да бидат подостапни од Црвениот крст преку тие активности, а и воедно да помогнат. Тоа е на ниво на цела Република Да. Македонија. Сите се дружите и сите организирате средби. Да. Во кој период поточно во годината се одржува ова? Во септември. Еднаш во годината, така? Да. И трае неколку месеци. Во тие месеци значи се вклучени и обуките, па потоа активностите на младите. Се со цел да се помогне на Да. некое семејство, нечи живот и на тој што му е потребно. А на малце да те вклучиме во разговорот. Дали луѓето на кои им е потребна помош сами доаѓаат во Црвениот крст или па можеби сами вие ги пронаоѓате и им помагате? Па некои од нив доаѓаат сами и бараат помош, а некои ги наоѓаме и ние и им ја пружиме потребната помош. Ајде да ни раскажеш за некое семејство кое што сте му помогнале во најскоро време. Епа, како што кажавме... Како што спомена, да. Со Лили, тоа беше петчленото семејство од Превалец. Тие имаат 3 мали дечиња, од кои 2 од нив се бебиња. Тие беа во многу лоша состојба, ние отидовме, проверивме се како е и им ги овозможивме потребните работи, основни, како храна, пелени за децата, млеко и се останало. Како ги собравте овие средства? Организиравме помогна? штандови, организиравме одбојкарски надпревар, организиравме театарски представи, собирни акции и парите кои што ги собравме, купивме и им ги однесовме на семејството. Колку време траеше овој проект кој што вие го организиравте за Па, помош? траеше неколку месеци, 2 или 3. За тие месеци ние собравме и им ги За дадовме. тие 2-3 месеца успеавте да соберете Да. средства и да им помогнете на луѓето. Лили, да го споменаме и 1 декември, светскиот ден за борбата против СИДА. Со какви активности на Црвениот крст вие го одбележавте овој ден? Црвениот крст, заедно со Советот на млади, организираа трибина за борба против сидата, која беше организирана во општината, беше одржана во општината. Исто така, бевме поканети на семинар во Солфериново Струга, тројца волонтери. Јас лично присуствував на овој семинар. Семинарот беше на тема за сексуално преносливи болести, односно за сидата, повеќе. Ние се стекнавме со многу знаења, кои постепено ќе ги пренесуваме на младите во Велес, бидејќи овие генерации се понапредни од претходните, а се уште не се запознаени за заштита и како да кои се првите знаци на сексуално преносливите болести, особено за сидата. Елена, сакаш да кажеш нешто за 1 декември, за овој ден или? Не, сакам само да се надополнам со Лили дека Слободно. Во право за тоа што говори дека да сме понапредни со младината, но се уште не знаат за мерки на превенција за СИДА, па затоа е добро волонтерите, младите на Црвениот крст, како и Центарот за јавно здравје, кои земаат за цел активности и држат предавање со цел да ги обучат.
може ли малце да поразговараме? Еве, ти си била присутна на таа активност, на денот на одбележувањето за насидата. Може ли да ни раскажеш малце подетално што се случуваше таму, што се разговараше, на која тема, што заклучивте од сето тоа што ќе им пренесете на еве и на гледачите? Па ова беше врсничка едукација. Преку разговори, игри, презентации, научивме како да се заштитиме, превенција, кои се првите знаци на болестите, кои се болестите, бидејќи се повеќе, дали се инфекции, вируси и слично. Се со цел за да се спречи Да, со цел да се спречи сидата. сидата и другите болести. Да споменеме и акцијата која неодамна ја организиравте. Тоа е мерење на притисок на старите лица. Таа хуманитарна акција се одвиваше бесплатно. Може да ни раскажете како ја обележавте оваа акција, дали беше успешна и како се реализираше? Оваа активност беше по повод недела на стари лица, на грижа на стари лица, и при тоа од проектот што е стари лица имаме 2 медицински сестри кои се вработени и бесплатно ја делеа таа услуга на старите лица со цел да покажеме дека навистина се грижиме за нив, дека не се заборавени, меравме притисок и сосема добро помина во најдобар ред. Лицата беа навистина задоволни, инаку имаме и волонтерки што се веќе пензионерки и исто така се дружиме и со нив. Каде се одвиваше оваа акција? Во градот Велес или? Да, во градот Каде Велес. поточно? Па, мислам дека беше точно кај театарот. Дали беа тоа некои случајни минувачи или може би некои луѓе кои што беа заинтересирани претходно за да бидат дел од оваа акција? Па, имаше и луѓе кои веќе претходно беа информирани, но и не случајни минувачи. Тие се задоволни од вашата Да. помош. Добро, да разговараме кои се вашите активности, како ги спроведувате и како ги одбележувате. Еве нешто поетално, Лили, да ни раскажеш. Па имаме Покрај тоа нели што споменавме. Да, имаме различни активности, календарски се, сите ги одбележуваме на различни начини, зависи каква е активноста. Организираме штандови, театарски представи и слично. Тоа е се со цел да соберете некои средства. Да, за да му помогнеме на тој што му потребно да помогне. Ајде, еве вака, да ве прашам. Кога вие ќе му помогнете на некое семејство, како вие допирате до него? Како тие се чувствуваат? Да ни раскажете еве некоја помош што се направиле на некое семејство последно, како што Ана спомена. Па, Некој случај што бил покритичен. Што паметите може? Па еве сега, како што знаете, актуелно е дете до 17 годишно што има малце проблеми со бубрезите. Во сработка со неговото училиште спроведовме собирни акции низ средните и основните училишта. Ние поднесовме барања и до фирмите и за собирни акции, за донации на фондови. Исто така стана вирално, односно ги информиравме медиумите и сите останати кои сакаат да помогнат. И се уште сме во тек и планираме поголеми активности, така да... Од кога започна овој проект? Не е проект, току ни се обратија за помош. Ви се обратија овој сами? Неговото семејство, бидејќи неговата операција чини $50,000, што е реално многу висока сума и не можат да си ја дозволат сами. Затоа побараа помош од Црвениот крст и нивното училиште, каде што детето учи. Па затоа ние бевме потиштени кога слушнавме за случајот, но решивме дека треба да помогнеме, бидејќи навистина 17 години е и еве еден апел до сите граѓани кои што гледаат кај на телевизија, доколку сакаат можат да помогнат. Дали успеавте да соберете некои средства? Па се уште сме во тек со спроведување на собирни акции. Значи, средствата се собрани повеќе од хемиското училиште кои што спроведува собирни акции, така да не се останува останатото. Еве, гледачите сакаат да знаат каде можат да достават средства за овој случај. Во Црвениот крст или каде да... Па може да достават во Црвениот крст, ќе има поставена штандови низ градот. Исто така имаме објавено
трансакцијска сметка на детето, исто и на Црвениот крст. Се надевам дека ќе успеете да соберете средства. Еве се приближуваме и кон крајот на нашиот разговор. Ана, да те прашам, бидејќи верувам дека гледачите ги интересира. Кој се може да волонтира во Црвениот крст? Па ние немаме никакви ограничувања. Секој што сака може да волонтира, нас би ни било многу драго доколку го продолжиме ланецот од волонтери. Еве некој апел до гледачите да кажете. Еве, Елена, ти. Секој што сака да помогне, секој што може да помогне, има слободно време, слободно нека дојде во Црвен крст да волонтира и да се дружи со нас. Јас ви благодарам премногу што бевте дел од нашето студио. Се надевам дека ќе ги реализирате сите активности кои што веќе ги планирате, дека ќе соберете средства за се она што планирате, па се надевам дека ќе оствариме и повторна средба.